Мелани Иванова, правен факултет, правни студии, 2 година. Добра вечер, дами и господа. Гледам, убаво сте сместени, но јас ќе ве поместам. Ќе го извадам молкот од вас и ќе го парчосам на оваа говорница. Јас не молчам, а не смеете ниту вие. Сакате вечерва да зборуваме за убави работи? Само се прашувам од каде да почнам. Поточно ги има ли? Останаа ли во овие наши пеплосани усти убави зборови? За која убава работа да зборувам, а да не ви се стегне грлото? За кој непостоечки сјај да зборувам, а да не ве задуши мракот? Патем, стоејќи овде, сакам и вас да ве заштитам, а будала од што да ве заштитам? Од рисот што ви стои зад грб, од ѓаволот што ви ја пие крвта? Заре можам да ве заштитам? Се навикнавме убави работи само да посакуваме, да се надеваме. Зашто велат, надежта последна умира. Но кај нас, надежта одамна умре. Сами ја закопавме надежта како куче болно од шуга. Замижавме, ископавме дупка и фрливме по некоја лопата. Синот си ја заклал мајка си за 100 денари. Девојче киднапирано од влезот на зграда, убиено, закопано. Серијски убиец што одзема женски животи. Мајка падна од балкон и го однесе и своето дете. Не падна мајката, падна системот. Оној кој со години не се вклучува на блокираните компјутери, бидејќи истите служат за приватни пораки и допишувања. Оној кој познава само канцеларија со празно столче на кое ретко кој седнува да работи. Оној кој 45 дена испраќа пријава за семејно насилство од една институција до друга. Систем за кој велат дека е семоќен, а впрочем е ништожен. И тој истиот е закопан само не во земја, туку во златници. Прелиен од мито и корупција, врз него златна легура што свети, а внатре реа, смрдоти и падна уште еднаш, и уште еднаш, и уште еднаш. Да го прашаме сега системот, која е таа мајка што може да падне и да го повлечи своето дете во амбис? Нели е мајката Карпа? Нели е мајката Штит? Нели е мајката онаа што со последен здив го брани своето дете? Или може би тоа е мајка на која системот и ги скрши крилјата? Крилја што требаше да бидат орелски, крилја што требаше да ја покријат и заштитат. Но кога системот ги крши крилјата, кога те остава сам, кога никој не те слуша, тогаш човекот останува безпомошен пред судбината. И тогаш згаснуваат животи, безброј животи, а по нив реки од солзи, недоживеани соништа и усти полни со гнев и омраза. Во систем, каде што се плашиш да пријавиш семејно насилство или пријавуваш па ја повлекуваш пријавата од страв, токму тој страв е страв од одмазда, страв од игнорирање, страв од лавиринтот на институциите. И таму, некаде во некоја фиока, се зацкриваат пријави, се зацкриваат судбини, се зацкриваат крици, се зацкрива смрт. Човечка смрт, луѓе! Оти додека системот ги вчитува документите, луѓе ни умираат. Ако вие сите овде сте луѓе, викнете, крикнете, ајде! Наместо да титка системот во ерор, да титкаме ние. Но не ве слушам. Тивки сте. Уште потивки сте од претходно, бидејќи ја слушнавте вистината и го слушнавте титкањето на системот, кој за жал не детектира грешки. Стојам овде и се чудам каде ни е емпатијата и свеста. Што е тоа што ги голтна, ги лапна и ги направи фекалии?
Груба сум, нели? Знам, ама не планирав, верувајте. Планирав само да живеам, а не и да пцујам. Живееме во општество каде што царуваат суетата, нарцисоидноста, злобата и расипаноста. Немаме почит, немаме страф од закон, немаме одговорност, немаме трошка ум за да се спасиме, немаме ниту сламка за која може да се фатиме. Потонавме живи и свесни и разумни, се предадовме на предавници и неработници со искривени светогледи. Сите заедно ги предадовме и децата откочени, и децата загинати на пешачки, и мајките жртви на насилство. И ќе плачеме додека сме живи и ќе живееме мртви. Се додека не ги скршиме блокираните компјутери со системот, што веќе престана дури да титка. Ви благодарам.